Да имаше власта слух за ставовите и барањата на граѓаните уште одамна ќе прифатеше избори. Јасно е незадоволството од политиките на Ковачевски на целиот владин кабинет, а тоа го покажуваат и анкетите. Иако се на ставот дека изборно соочување треба да има, познавачите велат дека власта сепак тешко да го прифати барањето на Мицковски и ВМРО ДПМН одржување на избори на 14 или 21 мај 2023 година. Поранешниот амбасадор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека власта мора да одговара за сите своји погубни политики. Власта да малку да размислуваше и да го слушаше, што би рекле во политиката гласот на народот, тоа требаше веќе одамна да го направи, со оглед дека политиките кои ги води се погубни за државата. Во основа веќе се прашуваме колку понижување може да поднесеме и граѓаните и државата како организација. Според него на актуелната владина гарнитура деновите се избројани, без разлика дали изборите ќе бидат во 2023 година или во редовниот термин во 2024. Јанкуловски вели дека датумот на изборите не зависи само од Ковачевски. Клучна улога може да има и неговиот коалиционен партнер Али Ахмети. Според бројките, ако Дуј одлучи да оди на избори, власта повеќе го нема мнозинството. Изборите се нужни, дали ќе бидат идната година или ќе бидат по таа година, сепак зависи од констелацијата на односите во власт, односно во владеачката коалиција, така што да се надеваме дека ќе има слух за она што е барање на народот, не на барање на опозицијата, а сите анкети тоа го потврдуваат недвосмислено. Премиерот Димитар Ковачевски пак не сака да слушне за предвремени парламентарни избори. 2023-та за него била година во која требало да се донесат големи одлуки во собранието, а не да се оди во изборна трка. 2023 година нема да биде изборна година, бидејќи прво се уште трае скринингот, кој што треба да заврши некаде во ноември 2023 година. Ние веројатно нема да направиме да го прекинеме скринингот сега, после 17 години чекање. Второ, енергетската криза нема да застане, и економската криза. Трето, имаме за носење големи одлуки во собранието, кои што бараат широк општествен и политички консензус. Покрај ВМРО ДПМН, избори на пролет побари и Беса, кој осоколен од победата на Касами во Тетово, гледа своја шанса да го победи Дуј и на централно ниво. Лидерот на оваа партија најави дека ако не бидат распишани предвремени парламентарни избори, можно било тие да излезат и на протести.